Јас сум Димитар Савески, промотер, издавач, турменаџер и вокал на групата Hardfaced. Јас и Климент под влијание двајцава на хардкор панк на целата таа америчка сцена. Се спојавме со Горан и Јово, тие под влијание на метал сценава, на метал музиката. Добра спојка, така некако се дефинира звуков на Hardfaced, некој микс од хардкор и метал, така беше на почетокот. Све што сме направиле со бендов до сега, голем дел работиве, да не речам све, го имам направено сами. Така беше на почетокот, така и ден денес. Затоа и се деси работиве, затоа и го формиравме после некој време Die Hard Records, пошто немаше издавачи кои во Македонија во тоа време, кои што би ни поможеле да издаеме албум. Студија беа ретки, кај што може да снимаш албум. Концертиве сами си ги букиравме, концертиве сами си ги организиравме. И све што научивме, го научивме по потешкиот пат, низ сопствениве грешки и низ сопствениве искуства. Низ целиот процес на свирење, организација на концерти, издавање на албумов, пошто сами си го издававме албумов, доста научивме. Во меѓувреме се појавија други бендови во Македонија, што им требаше помош, контакти, издаваштво едно друго. Почнавме да соработиме со многу други бендови и се роди идејава за Die Hard Records. Се викам, чекај, друго правиме нешто во за нас, дај ќе го направиме и за другиве бендови, само ќе ги земеме под наша етикета. Заминуваме 2012 на нашата прва вистинска турнеја, 2 недели, низ 6 држави на Балканите. Годините што следуваат потоа, 2014 и 2015 би рекол дека се можеби најплодните години, концертни години на бендот. Излегува нашиот трет албум Dying Lake и тие 2 години свиревме околу 50-60 концерти по цела Европа. Тогаш ги правиме нашите први европски турнеи. Целото тоа искуство што го собрав со Hardfaced 2014-2015 година, сите тие концерти, сите тие турнеи што сами си ги букиравме, што сами си ги организиравме, и сите тие контакти што ги направивме во тој период, ми ја дефинираа и мојава денешна професија како турменаџер. 2014 година добивам понуда да заминам на турнеја со еден амерички бенд, Seven Seconds, и од тогаш па до ден денес непрекинато работам на европски турнеи, имам одработено 40-45 европски турнеи, преку 1000 концерти по цела Европа. Турменаџер е човеков што не го гледате кога одите на концерт, а се грижи концертот и целата турнеја да помене во најдобар ред. Тоа подразбира од финанси, логистика, дневни распореди, опрема, светло, позиционирање на бини, значи све што можете замислите што е поврзано со еден концерт и една турнеја е работа на турменаџерот.
По излегувањето на Dying Lake се изнасвиревме по Европа, се изнасвиревме на Балканиве, се изнасвиревме добри фестивали и веќе се десија крупни промени во бендов. Климент, кој што беше долгогодишен вокал, замина за Америка, се пресели. Игор го напушти бендов, влезе Джими на бас гитара и веќе се доби некој си нов формат на бендов, станавме петторка и решивме малце дека и ќе експериментираме на музички план. И почнавме да го креираме нашиот последен актуелен албум, Бесона дремка на брегот на младоста, кој што излезе точно 2-3 месеци пред короната. Значи, успеавме да стигнеме да направиме промоција и се деси што се деси. Востание е еден фестивал кој што традиционално се одржи веќе 6-7 години во организација на нашата Die Hard Records. До сега поминале над 40 бенда, буквално од целиот свет. Амерички бендови, германски бендови, австралиски бендови и слично. Сега се деси последното тазе Востание 6, кој што беше буквално распродадено во 3 недели. Феноменален концерт. Следно кај Hardways ќе биде 5-ти албум. Моментално активно работиме, веќе имаме некои песни, структури на песни направено. Полека, ние никогаш не сме брзали, не сме ги форсирали албумите, нештото се движат природно, се работи на 5-ти албум. Веќе се размислува за некои концерти во странство, пошто реално последниот албум не е доволно испромовиран поради пандемија, па сигурно ќе свириме негде и на страна. Веќе размислуваме и за 20 годишнината, која што доаѓа следната година, ќе се прават некои концерти по повод 20 години Hardfest. И тоа е во главно планот. Нов албум, 20 годишнина, да се свири шо повеќе во иднина, продолжуваме со исто темпо.